ако бидеме повеќе информирани за нашите права и за тоа што можеме ние да направиме, мислам дека ќе многу работи ќе се сменат и ќе земат и храброст и средношколците и ќе стојат едни за други, а не да бидат поединци тие што ќе се борат уствари за другите и самите за нив, а после они ќе се сносат последици. Оти ако се поединци може да сносат последици, а како група или како генерација, како повеќе деца, мислам дека не може ништо да направат, освен да пробаат да променат некој проблем. Учениците во моето училиште е секогаш потичен на некој начин и конзервативен. Ние никогаш нема инициатива меѓу децата, освен некој да направи нешто, да направи промена, бидејќи сите се уплашени. Во моето училиште гласот на средношколците не е мощно истакнат, бидејќи постојат многу ученици кои што не сакаат да си го искажат својот глас, односно се срамежливи. Училиштето го кажува тоа, значи дека имаме ние право да се изјасниме, да го кажеме нашето слободно мислење и професорите тоа се трудат да го направат според некакви анкети или прашалници и ние се трудиме да ги одговориме најдобро што можеме, но сепак мислам дека нашиот глас не е слушнат многу добро затоа што тие ги прават анкетите како доказ за дека ние можеме да го изразиме нашето мислење, но сепак мислам дека тие според нивното мислење и како што тие си имаат зацртано од пред да ги прават анкетите, според нивно мислење ќе се изразат и ќе направат. Со оглед на тоа дека јас сум прва година и уште се навикнувам на училиштето, дека мојот глас не се слуша баш и во однос на останатите кои се подолго време во училиштето, на некој начин тоа е дискриминација според возраста, поради тоа што тие што се постари повеќе им се слуша гласот отколку на нас. Гласот на младите кај мене во гимназијата не е доволно слушнат, затоа виновни се до него и професорите, поради тоа што имаат повеќето ученици страф да го искажат своето мислење, оти секогаш фидбекот е лош и се враќа со тоа што ќе бидеме казнети со своите оценки, а не сме свесни и не сме доволно информирани дека уствари моќта е во наши раце и дека ние ако бидеме сите заедно дека можеме многу да постигнеме.